Добро дојавте во За или против, јас сум Љупчо Цветановски. Имам чест денеска моја гостинка да биде Ели Панова, пратеник, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Добре дојде. Добро ве најдов, добро вечер за сите гледачи на Алфа. Се надевам дека ќе го задржиме нивното внимание. Не се сомневам. Пратенички денеска коалицијата ВМРО ДПМН вреди и знам поднесе резолуција за осуда на манипулациите на опозицијата за мигрантите. Значи, што содржи оваа резолуција и пошто е различна од онаа на СДСМ? Љупчо, би сакала заради јавноста и заради граѓаните да дадам малце поширок осврт на целата оваа тема, па ќе стигнеме и до содржината на резолуцијата. Од едната страна, ние како политичари, вие како новинари, сигурно го знаете поривот на опозицијата, зошто токму вакви теми бира да бидат во центар на вниманието и на јавноста. Меѓутоа, доколку од една страна ја видите ВМРО ДПМН како власт, која што на локалните избори усвои 55 општини, стабилна влада и собрание со 58 пратеници само на ВМРО ДПМН и коалицијата, а целосно имаме 74 и многу повеќе, и гледаме дека имаме се повеќе независни пратеници кои што сакаат да ја поддржат власта на ВМРО ДПМН и коалицијата, и од другата страна имате една обезличена, обезглавена опозиција која што за жал се повеќе е безидејна. И зошто кажувам за жал? За жал заради тоа што за да имаме силна влада, нас од корист би ни било да имаме една креативна опозиција која што ќе биде пандан на власта, која што ќе има своји тимови кои што ќе работат на законски измени, законски решенија, да понудат одредени опции, да зборуваат за идеи и наместо ние да зборуваме за развојот, за европскиот пат, за конкретни мерливи резултати, ние денес зборуваме за некоја тема која што е немерлива. Доколку СДСМ претендира да биде опозиција која што претендира власт во иднина, тогаш ние за буџетот во собрание ќе разговаравме 5 дена. Ќе зборувавме за ставки, ќе зборувавме поединечно за секоја глава и за тоа колку пари има во овие ставки за ова министерство, за ова министерство. Нели, ќе видевме одреден интерес. Понатаму ќе зборувавме за проектите кои што моментално се случуваат низ цела Македонија. Ќе зборувавме за тоа како градоначелниците во Македонија се борат за тоа кој повеќе ќе изреализира од кредитот, унгарскиот кредит и сето тоа што е опфатено во одредени проекти. Ќе зборувавме за автопатите, ќе зборувавме за даноци, ќе зборувавме за пензии и плати. Но, бидејќи Венко Филипче моментално е без свој тим, целосно партијата, да не бидам сватена погрешно, меѓутоа сметам дека е обезличена, обезглавена, полураспадната, тие немаат друга идеја и сега зборуваат за тема која што е немерлива. Само 2 дена беше темата буџета, требаше, како што кажа Пет, нема идеи, не поднесува ништо посебно, ни амандмани кои што се поднесува и во минатото. Значи, тие се фокусираат цело време на теми кои што се немерливи и ако видите од една страна пред еден извесен период, СДСМ беа актуелни со една декларација за црвените линии, кои што за сите нас кои што сме во политиката беше несватливо како СДСМ може да зборува за било какви црвени линии кои што тие ги прекршија всушност. Тие распродадоа име, склучија пријателски бугарски договор, се согласија на сето тоа што не смееше една влада да се согласи. Сега, од друга страна, поднесуваат некаква резолуција и внимавајте, не е поднесена таа резолуција, туку е предложена и е објавена на Facebook, но еве и за македонската јавност, меѓутоа и за нашата дискусија, би сакала да напоменам дека за да имаме резолуција треба да утврдиме заеднички ставови. За да ги утврдиме заедничките ставови, треба
во собрание да го направиме тоа. Токму поради таа причина, за да ја затвориме оваа непостоечка тема, која што се отвори за мигранти, кои што никогаш нема да пристигнат во Македонија, ние поднесовме денес една резолуција таква и во истата се состојат повеќе точки со кои што всушност сакаме да ја затвориме темата. Иако премиерот повеќе пати излезе на пресконференции, зборуваше за тоа дека едноставно за тоа ниту е разговарано, ниту ќе биде прифатени било какви мигранти да присуствуваат, односно да дојдат, да бидат примени во Македонија, се градат било какви кампови, тие сето тоа можеа само да го прераскажуваат понатаму и да кажуваат дека лажеме, се врзуваат на одредени изјави на политичари, пратеници од Велика Британија, што апсолутно несериозно за една партија која што била власт. Меѓу себе, Македонија е спомната тоа таму. Тоа исто како да излезе некој пратеник, како не знам Тренчевска или Оливер Спасовски, како што ни опонираат на нас, да опонираат во Македонија и во Велика Британија да биде тоа тема. Така, како што зборуваа прости дека кредитот бил британскиот, односно договорот стратешки е криминален акт. Замисли тоа да го користиш, иако добро не ги ставаат ни под разно, но таа е логиката. Да се јави некој во Британија и да рече, ете, а Британија владата прави криминално. Така е. Многу несериозно. Ако ги видите, ако ги анализирате и последните соопштенија од нивната кујна, ќе сватите дека имаат одредена промена и на пиарот, што не им оди во Морничева, малку теории на заговор, преполно како еден колега да им ја пишува. Мораме да нагласиме и да се оградиме. Јас ќе речем дека ние долго време бевме мета, како ВМРО ДПМН, од страна на тогашната влада, во моменти кога имавме промена на председател, во моменти кога целата наша партија, претходно раководство беше под политички прогон, кога буквално моравме да воспоставиме нов извршен, ново раководство, нова пратеничка група и така натаму, тие не само што ликуваат, туку и дури ја потпалуваат целата таа ситуација, но председателот на ВМРО ДПМН уште тогаш беше стабилен и цврст во својата решеност дека ќе формира партија како што треба одново и ќе направи целосно една нова постава која што еве денес има резултат бидејќи е на власт. Тие, како можете да приметите од другата страна, веќе повеќе од месец дена немаат свое раководство и за мене е апсурдно самото тоа што Венко Филипче побара целото раководство да даде своја оставка, а оставката прва требаше да ја депонира тој. Доколку чувствува некаква одговорност, искрено според мене тој нема никаков кредибилитет, ниту легитимитет да биде предводник на опозицијата. Го имаш ли чувството кое што го споделуваат многумина дека токму тоа раководство, кое што меѓу другото требаше да биде разрешено, иако тој побара оставка од нив, веднаш го стори тоа, не баре со еден голем кеф и ентузијазам, го напуштија, така бареме толкувањето и мнението на јавноста, дека го направија тоа со срекни што го напуштаат бродот, кој што тоа не така изгледаше гледано од страна и го оставија Венко Филипче да биде човек партија, тоа е факт исто така. Пак ќе кажем, тоа што се случува внатре во рамките на СДСМ, ние од надвор не треба да се мешаме. Корисно е за нас како власт да има квалитетна опозиција. Да понудат одредена опција. Бидејќи мислам дека и јавноста и гледачите, меѓутоа и ти ќе ме разбереш, во недостаток на една силна опозиција, ние дозволуваме да се створи една трета опција која што е многу погубна. Третата опција не е никаква опција всушност. И затоа дури треба да дадеме шанса да се врати СДСМ, односно да се реконструира внатрешно, да расчисти со одредените превирања кои што постојат моментално во партијата, но за да се стори тоа, според мене, прв што требаше да се замине Венко Филипче. А не да гледаме како
почнува да излегува на телевизија со теми кои што не постојат. Впрочем, да подсетиме дека пред неколку години, кога самиот тој е министер во таа влада, самите тие гласаат за одредени простори кои што ќе бидат определени за мигрантски кампови или за сместување на одредени мигранти кои што во тоа време има некаква политика која што води корен од Зоран Заев и од целата таа екипа која што сите сме свесни што направија во Македонија. Меѓутоа, за се вратиме на резолуцијата. Во оваа наша резолуција која што денес ја поднесовме во собранието, покрај тоа што има одредени ставови кои што сметаме дека ќе бидат ставови на мнозинството пратеници во собранието, она кое што е најбитно е дека се утврдува дека ниту било побарано, ниту договорено, ниту ќе биде дозволено воспоставување на мигрантски кампови, прифатни центри или трајни форми на сместување мигранти на територијата на општините во државата и дека такви активности не се и нема да бидат дел од владините политики. Ова е се со цел да се смири македонската јавност и ова е со цел да ја затвориме оваа непостоечка тема која што се наметнува во јавноста во порив да се роди една несигурност кај граѓаните, бидејќи на такви непостоечки теми, немерливи теми, пак ќе се вратам чекор назад, на вакви немерливи теми, едноставно можат да ги запрашаат граѓаните да бидат несигурни во Македонија, а никој од тоа нема интерес. Значи, ние како влада и председателот и ние како пратеници поднесуваме една резолуција со која што се надевам дека ќе ја затвориме оваа тема и ќе разговараме на реформи, ќе разговараме за многу други битни теми кои што секојдневно во меѓувреме владата предводена од ВМРО ДПМН и коалицијата ги работи. Нели беше малку несериозно? Вие излегувате денеска, ја поднесувате резолуцијата, координаторот Мицевски мислам нели ја поднесе, даваше изјави. Така. Неполн час, што се вика половина час после него, излегува портпаролката на СДСМ и кажува јавно дека е експресно одбиена вашата резолуција, толкувајќи ја како сите што знаеа дека ќе биде протолкувана од самиот момент кога ја најавивте, те признаа дека ќе има прифаќање на мигранти, па затоа поднесуваат друга резолуција. Но ајде тоа нивното сирџиското очекувано, но половина час, каква е таа партија која што за половина час одбива нешто што него ни прочитала, искрено, да не бидеме сега, да не се лажеме, тие немаа време ни да ја прочитаат, веднаш ја одбија. Како што треба да биде, па дури со распуштено раководство, имаат други тела кои што не се распуштени, нели? Кај нив се одбори, кај вас се комитети, си ги имаат телата. Зошто не помина таа, да ја видат таа резолуција ваша, па да речат аргументирано? Ја одбиваме затоа што не чини тоа. Ова беше некако, како и се што е онака тривијално, стихино излегува, ја одбиваме. Зошто ја одбивте? Затоа што сте признале со неа. Не, заради тоа што се опозиција и мислат дека треба да одбиваат се што е понудено од страна на владата, да негираат се што е направено и се што е добро за граѓаните. Граѓаните гледаат, самите мерат по мерливите политики и по она кое што може да се види на дело, а во исто време, ако сакавме нешто да скриеме, немаше да излеземе со резолуција на крајот од денот. Нели? Так. Кажува, придружете се на резолуцијата, нивната резолуција, за која што, и Кузевска зборуваше денес на пресконференцијата, не е поднесена во собрание. Так. Таа е само објавена на Facebook. Од друга страна, во резолуција за која што СДСМ зборува за заштита на државните интереси, да не е сериозно, мислам дека би било смешно. Значи, во иста реченица да оди СДСМ со резолуција за предлог резолуција за заштита на државните интереси. Внимавајте. Велеа дека ова вашето е предавство, дека правите предавство со тоа што не ја прифаќате нивната резолуција. Сега повторно во една реченица да ги ставиш СДСМ и Така е.
се против предавство не оди. Има повеќе Оксиморон е нејасни работата. има повеќе нејасни работи, меѓутоа пак ќе кажам, дај да не зборуваме за форма, да зборуваме за некоја суштина. Ако зборуваме за содржината на резолуцијата или тоа што го гледав како гостување на председателот на опозицијата, односно председателот на СДСМ, би рекла дека е малку смешно. Заради тоа што сепак јас сметам дека еден председател на политичка партија која што претендира утре власт треба да биде сериозен ако ништо друго. Да кажува и изрази како ВМРО тајно договара и тајно спроведува, а мигранти ниту сме виделе, ниту договор сме виделе, ниту ќе дојдат, ниту сакаат да дојдат во Македонија, навистина не е сериозно. Затоа би рекла, кога веќе ја затвараме оваа тема, да се насочиме кон реформите и да се насочиме кон тоа стварање на добро место за живење за граѓаните на Република Македонија, тука дома кај што сме сите ние. Колку за ова несериозно што ја спомена, зборува токму фактот дека ова првото беше декларација. Многу милува да се расфрваат со овие работи, затоа декларации, резолуции и тие интернационализмите ми наликуваат на еден автор кој што сега е професор, главен поддржуваш на Венко Филипче, се вика Фрчковски, и искрено промената на вокабуларот и на настапот и на се она што излегува оттаму ми личи на него, можеби грешам душа, нели? Но како и да е, резолуцијата следуваше после декларацијата, после сето тоа, ниедно од нив не е поднесено. Самата кажа и ова фамозна резолуција, која што е кажана само не е нели поднесена во собрание, претходеа црвените линии така наречени, тие не се поднесени, прескокнуваат од една на друга тема, премногу е дилетантски и аматерски целата приказка. Премногу е. Ако зборуваме сега за Фрчковски и за Жерновски, кои што стана како единствените луѓе кои што излегуваат на телевизија и ги бранат ставовите на опозицијата, тогаш ќе дојдеме повторно на истата теза дека СДСМ во моментално е разрушена, полуразрушена партија. Таму не остана никој. Ако приметувате и по ТВ дебатите, нема луѓе кои што сакаат да излезат на дебата, ако видите дека половина пратеничка група име со кривични пријави, меѓутоа не процесуирани до ден денес, поради обвинителството такво какво што е, јавниот обвинител таков каков што е, но не и се, ние сме тука да разговараме и се со цел стварање на подобра иднина за граѓаните. Ако тие не можат да се консолидираат, сигурно ќе дојдат некои други луѓе кои што ќе знаат да направат нешто или барем тоа да бидат некаква креативна опозиција. Дали главната разлика, или можеби една од главните, освен содржините на овие две резолуции, зборуваме за онаа на СДС и вашата, е еден друг факт. Неофицијално и ДУИ се подсмеваат, не излегле со конкретен став точно околу ова, но се подсмеваат со оваа резолуција и приказката за мигрантите имагинарни на Венко Филипче премногу е, нели, забегана за да дури и тие се согласат со такво нешто. Во превод, кога би дошле во собрание, еве, влегуваат, нели, има една многу битна разлика. Како што кажа и ти самата, имате 74 пратеника и плюс неколкумина независни кои што се зголемуваат, кои што гравитираат накај вас меѓу другото, но кога би ги гласале резолуциите, на крај, ја мислам дека СДСМ нема 18 пратеника, како што тврдат, неколку пати некој излегуваше, прелетуваше. 16 пратеници имаше СДСМ во последниот период, а сега и не сум ни сигурна колку има, заради тоа што искрено не доаѓаат на работа сите. Така, 15-тина можеби ќе гласаат, а ако се соберат тие нема да бидат 10 души ќе гласаат. Со коалицијата, да бидеме прецизни. Значи, тоа е бројката на СДСМ како пратеници, со коалиционерите партнери сите не се од СДСМ. Така. Но еве, во превод, бидејќи се толку агилни и доаѓаат толку често во собрание, ако дојде до гласање, за таа нивна резолуција ќе гласаат 10 луѓе, а за вашата резолуција, доколку дојде, мислам дека нема да биде 74, дека ќе гласаат повеќе луѓе. Дали ова е една драстична разлика која што кажува меѓу другото за какви резолуции се работи, но и за соодносот на силите кој што е темелен на гласот на народот и на довербата на народот. Да не зборуваме за анкетите 4:1, 6:1, но имаме две драстични
бројки 74, еве нека бидат и максимум од 5-16, пак е разликата скоро 5 наспрема 1. Скоро 5 спрема 1. Така е. Меѓутоа, еве и да ја тргнеме на страна разликата. Ние сме во собранието сите пратеници. Секој од нас има по еден глас. И секој од нас може да поднесе било каков акт. Но секој од нас може да поднесе било какви амандмани. Доколку се сериозни, барем може да учествуваат во правење на оваа резолуција, подобрување на оваа резолуција, како што мислат тие дека треба да биде и да го дадат својот придонес. На некако што сме научени во минатото, еве во примерите од закони или примери од буџетот последно, да поднесуваат амандмани, истите да им бидат прифаќани дел од нив, меѓутоа на крајот да не ги гласаат. Пак ќе речем, работата на опозицијата е да критикува, да биде конструктивна, но и да биде креативна, со тоа што ќе дава забелешки на раководењето на државата, меѓутоа во исто време сето тоа да има одредена цел. Оваа тема со непостоечката резолуција има цел само да ги заплаши граѓаните. Црните сценарија кои што ги прават, ке нема за плати, ке нема за пензии, сега ќе дојдат мигранти, ќе ни окупираат државата, се теми кои што не постојат. И затоа се таму кај што се, во опозиција, а ние затоа пак би сакала да се вратам на тоа што значи фокус на видливи, мерливи теми кои што можат да ни кажат до каде сме стигнале со реформите, дали остваруваме дел од програмата која што сме ја ветиле дека ќе ја реализираме, дали имаме дел од реформската агенда на која што сме се обврзале дека ќе ја реализираме и Европа да полека ја донесуваме дома. Тоа е и нашата цел меѓу другото. Но меѓу другото ова сноси некои законски последици во нормалниот дел од светот кога би било, значи вие заплашувате народ, внесувате страв и немир кај луѓето, има тука и законски консеквенци кон сторителот. Така е, тоа и во нашата резолуција е дека се осудува лажната кампања и манипулативното дејствување на опозицијските политички партии и дека сето тоа треба да престанат да се пласираат невистини инсинуации кои што прават само страв кај граѓаните, што е нормално. И сето тоа има, како да кажам, во рамките на законите сето тоа е регулирано и доколку имавме обвинителство како што треба да имаме, можеби и требаше да се занимава и токму со оваа тема, бидејќи секојдневно зборување на такви теми не прават добро никому. Оваа тема која што е за мигрантите, како што споменам, меѓу другото и ти е зачинета и со цел склоп на поинакви наративи кои што се вклопени едни со други, мигрантите, де буџетот бил катастрофа, ќе немало пензии, ќе немало за родилките, трезорот бил затворен, сите работи се извадени од контекст. И на крајот на шлагот на тортата имаме една јаготка, атакот врз функционери високи на ВМРО ДПМН е во власта, сите се неосновани, сите се неаргументирани, даден е контекст кој што е по собствена волја, но има целосно една црна слика, нели, многу црнила собрани на едно, се е лажна вест до лажна вест, но еве, продолжува приказката, за жал. Мислам дека никој не им верува, да не се лажеме, дека народот одамна не пие нафта, прочитани се како букварче што велат, но еве продолжуваат и продолжуваат со истите приказки, со овие црни наративи кои што се далеко од тоа. Како беше антикорупцијски фронт, како тим? Да. Јас се пошегував Катица Јанева да ја земат во него, бидејќи е веќе на слобода. Дали го имате видено Венко Филипче на таа слика, каде што седат деца околу него. Ти наликува на нешто од Втората светска војна, на крајот некој пред да замине, па пушташе некои деца на фронтот? Значи, себе си се обкружил само со деца, кои што јас мислам дека ако провериме, дел од нив и немаат 18 години. Што е злоупотреба на малолетници. Затоа што веќе нема кој да застане до него. Така. И ако зборуваме дека корупцијскиот фронт кој што беше од владата на СДСМ, беше токму предводена, да речеме, од
Венко Филипче, и од Зоран Заев, и од Оливер Спасовски, и од сите оние кои што денес ја чинат политиката во СДСМ, ќе видите дека тие не можат да креираат никаков антикорупцијски фронт или тим. И ќе видите дека доколку имаше нешто точно од сето она кое што на пресконференции го извадија и го зборуваат секојдневно, го повтараат, прво ќе реагираше обвинителството кое што се уште е на чело со Лјупчо Коцевски. Зошто го држат таму толку време? Зошто се бореа за него? Зошто не гласаа за интерпелацијата? Зошто, еве, очекуваме и да не гласаат утре за разрешувањето на истиот? Заради тоа што тој беше последниот бедем, оној кој што ги чуваше и оној кој што ги заштитуваше. Дали не мислите дека обвинителството наеднаш ќе немаше пари да постапува, бидејќи нели во последниот период се жалеа дека немаат пари? Меѓутоа мислите дека ако има нешто вистина од сето тоа што го зборуваат, под допрен глас немаше да реагира обвинителот? Веднаш тоа ќе реагираше. И затоа сум сигурна дека од тоа нема апсолутно ништо вистина. Повторно ќе речам, независна власт е судската власт. Независно е, па дури и Државната комисија за спречување на корупција. Рече дека ќе отвори предмет, ќе испитаат, нека испитаат институциите се слободни, а ние веќе сме познати како влада која што не ги штити своите кои што се огрешиле спрема законот. Ние имавме и други случаеви во минатото за кои што утврдени коруптивни дејанија институциите постапија. Видовте директор како беше уапсен и цел тим заради фондовите во земјоделие. Така беше? Да. Тоа беше директорот ВМРО ДПМН. Немаме намера никој да заштитиме кој што ќе се огреши спрема законот. Правдата треба да биде еднаква за сите. И затоа, ќе речем, институциите нека ја вршат својата работа, опозицијата слободно, нека излегува, но барем да биде нешто основа. Ако има документи, нека ги покажат документите. Ова што го покажуваат тие не се документи, како прво. А како второ, мислам дека јавноста знае и е јасно дека тоа ќе биде начинот на кој што тие ќе реагираат и ќе работат и во наредниот период. Не можеме да очекуваме ништо поразлично, ништо покреативно, меѓутоа ние сме тука за да се докажуваме и да работиме за граѓаните, а тие да бидат сигурни дека власта е во вистинските раце. Имаш право, јас мислам дека доколку имаше како било Штоф Коцевски оком скоком што велат северните ни соседи, ќе ускокнеше под опрен глас и ќе направеше тоа што ќе направеше, но не се сложувам дека нема ефект ова нивно со антикорупцијскиот тим кој што повеќе требаше да започне прво да си ги расчисти во сопствените редови, таму има многу работа, но ефектот е многу едноставен, се вика серија кривични пријави за клевета добија и ќе добиваат и закани доколку не се извинат, ќе следуваат, така што има некаков ефект, веќе има десетици кривични пријави за клевета, така. Тоа е вистината, реалноста која што кажува за што се работи во целиот случај. Секој треба да внимава што зборува. Особено да обвинува. Прво имате презумпција на невиност, а второ, кога зборувате со сигурност, знаете дека со нешто нарушувате углед на одредени луѓе. И затоа сите треба да бидеме внимателни. И ние во минатото како опозиција држевме пресконференции, но гледате дека денес овие пресконференции имале нешто вистина. Так. Долго време институциите не беа во наши раце. Меѓутоа гледате дека полека се клопчето се одмотува, нели? Полека гледате дека сето таму кај што имало оган, имало чат, има и оган, нели? Така што да оставиме простор, да оставиме време. Ние сме решени дека една од нашите цели додека сме на власт е да се бориме со корупцијата. Тоа е една од најголемите забелешки на Европската Унија. Во минатиот период од година и пол додека сме на власт, мислам дека и граѓаните се сведоци дека имаме повеќе предмети отворени, затворени одредени истражни дејствија,
постапување од страна на тимовите кои што се во органите на прогонот, како што е МВР и како што е финансова полиција. Еве гледате во одредени предмети беа вклучени и УЈП, беа вклучени и другите институции кои што треба да постапуваат. Меѓутоа сега наред е да постапува обвинителството. Се ќе завршиме и повторно ќе стигнеме во кругот до обвинителството и до обвинителот Коцевски. За жал, еве една од точките на дневен ред на утрешната седница е и предлогот за негово разрешување. Во текот на утрешниот ден ние како власт ќе дискутираме на оваа тема. Се одолжи неговото разрешување. Меѓутоа, мислам дека имаме аргументи кои што се на наша страна, бидејќи сето тоа што е работа на обвинител до денес не беше работа на обвинителот Коцевски. И кога ќе направиме една ретроспектива на случувањата и кога ќе разгледаме што е тоа, зошто всушност ние сега реагираме со разрешување, ќе видите дека основано е најпрвен поради фактот што за прв пат во Македонија беше дадена таква шанса на обвинител поставен од страна на денес опозицијата, тогашната власт, да постапува. Таков гратис период, таков гратис временски период, за кој што тој можеше да се размавне и да покаже дека правдата е навистина независна, тој тоа не го направи. Ако се сетите понатаму, во изминатиот период, додека е тој јавен обвинител, ќе видите една позната спогодба која што ја склучи како обвинителство, а која што се однесуваше на најголемиот скандал фатен на лице место со судија од Врховен суд, фатен со пари во рака, кој што претходно обработка, значи зимање, мито и корупција, заедно вклучен со еден од членовите на Советот на јавни обвинители. Така беше? Да. Овој обвинител Коцевски склучи спогодба, со кој што едниот заврши со 3 месеци, односно со условна казна, а другиот заврши со 3 годишна казна затвор. Спогодба. Така. Тогаш кога требаше за прв пат, после долго време, да се види дека сите се еднакви пред законот, еклатантен пример, односно еклатантен случај во кој што овие луѓе се фатени со пари во раката, кои што при тоа се предмет на корупција, нели, се дадени како корупција, тој склучи спогодба. И наеднаш сваќате дека тој не е таму да прогонува и да го штити словото на законот, туку е таму за да ги штити одредени поединци кои што еве видовме дека имаат превласт во Македонија. Неговото разрешување е само прашање на време, така? Како што да отработите? Па во утрешната седница веќе е ставена како точка на дневен ред, точката за разрешување. Мислам дека уште утре ќе биде изгласана таа точка. Мислам дека уште утре ќе биде разрешен обвинителот Коцевски. Останува да видиме како ќе настапат опозицијата на ова прашање, доколку бидат реални, би требало и тие да гласаат заради тоа што и тие секојдневно зборуваат за правда, зборуваат за лошите оценки од Европската комисија, но морам да напоменам дека овие лоши оценки не се само поради постапувањето на Министерството за правда, туку исто така се и поради самото судство и самото обвинителство, затоа што се уште во таква положба. Така што во текот на утрешниот ден ќе имаме расправа, ќе разговараме на оваа тема и во наредниот период очекувам распишување на оглас, кој што треба да го распише Комисијата за избори и именување од Собрание,
во рок од 15 дена да има пријави, односно сите оние кои што ги исполнуваат условите за јавен обвинител на Македонија, може да се пријавуваат, а во меѓувреме Советот на јавни обвинители да постави веде јавен обвинител кој што ќе настапува се до периодот до избор на новиот јавен обвинител. И еве, за да не бидам сватена погрешно, не е ништо против личноста. Личноста се нашла таму во моментот бидејќи била избрана од претходната власт, заради тоа што мисли дека нешто им долгува. Но во исто време ова е институционално прашање. Доколку гледаме дека нема напредок, има застој во предметите, доколку гледаме дека критиките и од македонската јавност и од европската јавност се насочени на обвинителството, наша обврска како влада е да направиме да функционира овој систем. И мислам дека тука треба да гледаме на тој начин, заради тоа што наша обврска е тоа што сме го ветиле да го реализираме. И реформи, меѓутоа реформи во обвинителството и во судството не можат со кадри кои што се веќе долго пробани, извалкани, им беше дадена таква голема шанса, не успеа да реализираат да се борат со криминалот и корупцијата како што се очекуваше од нив. Ние за прв пат дадовме пример поинаков од било која друга влада, дадовме шанса. Меѓутоа шансата не беше искористена. И ќе се вратам на уште еден пример. Лјупчо Коцевски, за жал, не успеа да расчисти ниту со кадрите кои што се остатоци на СЈО. На оние кои што зима нелегални, огромни бонуси и суми на пари од обвинителството од граѓаните на Република Македонија. Тој ги казни оние кои што го ја бараа вистината, Хајрулак. Тој се обкружи со себе, се обкружи себе си со нив. Да. Тие останаа повторно таму да работат и покрај тоа што имаше кривични пријави за нив. Така. И слушавме по телевизиите и слушнавме од сведоштва како постапувале, како не постапувале, зошто се скриени овие предмети во ФИОК. И сето тоа не можеме да го заборавиме. Тоа се пари на граѓаните, во исто време ти доаѓа во собрание јавниот обвинител на Македонија да зборува дека нема пари. Так. Да, можеби потребни се одредени финансиски средства за да направиме реформи. И потребни се служби, и потребни се печатачи, и нели тоа што кажува тој дека е потребно истражители повеќе и повеќе вештачења, пари за повеќе вештачење, и сето тоа е така. Меѓутоа оценката која што граѓаните ја имаат за недовербата во обвинителството е поради процесуирани предмети, кои што не се процесуирани како што треба. Самите предмети за кои што веќе се потрошени огромни финансиски средства. Ние имаме предмети кои што се отпочнати од таквото обвинителство и кои што се завршени од судството, а кои што ја прават таа перцепција за недоверба, кои што паѓаат на судот за човекови права во Страсбург. Плаќаме милионски суми на финансиски средства. Затоа сега вака, доколку сакаме да направиме одредени реформи, да почнеме со некакви реформи, не можеме со старите луѓе. Така имаме нова надеж и ние сме влада која што ветила на граѓаните реализација. За да ја почнеме таа реализација, мораме да дадеме нова надеж. Нова надеж која што ќе почне од председател, односно од начело на обвинителството, на јавниот обвинител, а исто така и од судскиот совет, за кој што исто така закон имаме моментално во собранието и работиме на носење на тој нов закон, кој што исто така ќе направи многу новитети. Ова ќе биде вториот дел од разговорот, ќе зборуваме токму на темата која што, еве, како новинар гледан, ова ништо не ми изгледа случајно. Ова што го прави СДСМ доаѓа пред разрешувањето на Коцевски. Знаат за оние 100 случаи кои што дремат во фиоките на јавните обвинители токму заради истиот тој Лјупчо Коцевски, кој што кога ќе го нема, односот на новиот јавен обвинител државен нема да биде како што беше на овој, така што мислам дека некој се чувствува загрозен, па сега глуми нешто како да биде тоа представено потоа како политички прогон заради тоа што
тие представиле вистини во наводници за мигранти, па нападнале, откриле криминали повторно во наводници наводни на ВМРО ДПМН функционери, мислам дека сликата е многу поголема, ништо не е случајно. Ќе одиме со овие теми, се враќаме веднаш по рекламите со нас е Ели Панова. Останете со нас. Се враќаме во За или Против. Моја гостинка е пратеничката Ели Панова. Зборувавме во претходниот дел за она што се случуваше и во СДСМ, но и она што се случува со Коцевски, утре на дневна точка неговото разрешување во собрание. Има една интересна поврзаност на целата оваа приказка. Увертирата на неговото разрешување беше СДСМ со нападите врз функционери од ВМРО ДПМН, со отворањето на темата на мигрантите. Дали е премногу да се каже дека некој си прави пат за кога ќе дојде, а каде и да е за месец и нешто ќе имаме следен нов јавен обвинител, си прави пат за да во јавноста направи некакво си мнение дека тие ќе бидат предмет на политички, а не на криминален прогон, како што ќе бидат. Над 100 предмети, кажа и премиерот Мицкоски, дека стојат во фиоките. Не случајно е тоа, и тоа е повторно вмешано, нешто утре ќе биде најверојатно разрешен. Дали е целата приказка повторно околу СДСМ за тоа дека знаат дека конечно ќе дојде некој кој што ќе ги извади тие предмети од фиоките, а таму има многу луѓе од раководството на СДСМ, велат дека Спасовски и оваа афера со 80-90 евра со станицата за технички преглед од Сарај е само увертира, таа е мало делче од она дното на сантата која што е многу висока. Јас не би зборувала индивидуално за никој. Така. Јас би зборувала дека ова разрешување не е казна. Ова разрешување е ресет на системот. Така. Ние треба да го гледаме така. Граѓаните на Република Македонија треба да го гледаат така. Затоа што ние ветивме правда, еднаква за сите. Таа правда најпрвим почнува од обвинителството. Отварање на кривичните пријави кои што се со години чувани во фиока и постапување. Доколку нема ништо од тие кривични пријави во ред, треба да има презумпција на невиност. Меѓутоа некој независен, кога ќе ги разгледа, треба да утврди дали по нив треба да се постапува или не треба да се постапува. За жал, во изминатиот период, разгледувајќи извештај од јавното обвинителство, сваќаме дека секој еден предмет отворен од јавното обвинителство има осудителна пресуда. Истиот кадија те тужи, кадија те суди при казната. Меѓутоа, не треба да биде така. Треба да дадеме шанса нови луѓе да покажат дека знаат и со помалку пари да направат квалитетни обвинителни акти кои што нема да паѓаат пред судот за човекови права во Страсбур. Обвинителни акти кои што ќе донесат пресуди. Односно, сето тоа е поврзано меѓусебно. Колку е квалитетно обвинителниот акт, толку ќе биде квалитетна и самата пресуда. Ако е врзана за точните членови, ако има одредени дејствија, ако има докази по одредени дејствија, сето тоа е поврзано. И тоа значи сериозно правосудство во Република Македонија. За да имаме такво правосудство, јас ќе повторам, не се клучни парите. Се надоврзав на тоа за парите, бидејќи пред мене имаме една анализа која што би сакала да ја споделам, а тоа е од експертското тело во рамки на Советот на Европа, ЦЕПЕШ, кое што е тело составено од експерти кој што функционира од 2002 година и целта му е да работи на анализи за подобрување на правосудниот систем во европските земји. И ова експертско тело всушност прави споредување за тоа колку обвинители на 100.000 жители има во сите држави, колку суди има на 100.000 жители, колку просечно еден обвинител може на годишно ниво да направи обвинителни акти, да работи во одредени предмети. Јас можам да кажам дека согласно оваа анализа ние не сме под просекот, дури сме над просекот. Еве за да видите дека во Македонија, вика, според ЦЕПЕШ, во Македонија еден обвинител од 2012 до 2022 година во просек годишно работел на 170 или 200 предмети.
што е под или во рамките на европскиот просек од околу 204 предмети годишно за еден обвинител. Тоа значи дека не е клучното дека недостасуваат обвинители. Обвинители има. Тие се жалат цело време дека нема обвинители. Платите и нема доволно кадар. Но еве, според не го кажува тоа ВМРО ДПМН, тоа го кажува тело, експертско тело, кој што прави споредување на сите обвинителства во цела Европа. Кажуваат дека не е така. Еве сега ќе видите дека иако обемот на работа обвинителството ни е под европскиот пресек, тие со години зборуваат дека им се малку парите и во исто време дека им фалат обвинители, меѓутоа тие од обвинителството кај нас ценат дека треба да има дури 261 обвинител, што би било дури 14,2 обвинители на 100.000 жители, кои што ретко која држава го има во Европа. Истото се случува и со судиите. Ние во Република Македонија имаме 22,3 судии на 100.000 жители, а додека Холандија има 15, Белгија има 14, Франција има 11, Шпанија има 11, Албанија има 11. Ние имаме 22 судии на 100.000 жители. Токму по ова анализа. Тоа значи дека не е до бројката на судиите, до менталитетот и до начинот на кој што тие постапуваат. И кормилото, нели, оној кој што го води оваа институција, оној кој што управува со институцијата, многу зависи како ќе ја управува таа институција. И затоа сега во моментот е многу клучно обвинителот да се промени, да дојде некој на кој што ќе имаме доверба, на кој што ќе имаат доверба и самите обвинители, бидејќи се многу нарушени внатре меѓучовечките односи. Тоа го слушавме и по јавни седници, и по телевизии, слушавме што се случува, какви превирања има внатре. Па видете дали има една постапка за одредена одговорност на одредена дисциплинска постапка. И покрај илјадници или стотици представки кои што се поднесуваат до Советот на јавни обвинители за постапувањата на јавните обвинители. И пак ќе се оградам и ќе кажем, и стално го повтараме тоа, не е проблемот во сите. Низ цела Македонија... Така, тоа е генерализација. Да не ги генерализираме работите, треба да ги посочиме. Еве сега во моментот, поради неколку лоши обвинители и поради неколку лоши судии, нели, перцепцијата се гради кон сите негативна. Затоа во моментот да се фокусираме и во текот на утрешниот ден да го разрешиме јавниот обвинител, да постапуваме што е можно по-конструктивно во врска со законот за судскиот совет, кој што е нов закон, кој што е веќе во рамките на собранието. Утре треба да помине првиот филтер во прво читање, да влезе во амандманска расправа понатаму. Ова е еден од законите на реформската агенда, кој што доста долго време се очекуваше да влезе во собраниска процедура. Еден од законите кој што за прв пат после долго време има мислење добиено од Венецијанската комисија. Таму за прв пат после долги години се заострени критериумите за истакнат правник кој што во минатото беа злоупотребувани од страна на СДСМ и стана Весна Дамева и Црвенковска и останатите луѓе кои што го окупираа и се занимаваа самите со себе си во судскиот совет, не донесоа до оценска мисија и до специјална мисија да може да дојде тука и да види што е тоа проблем, што тие треба да ни помогнат да направиме. Дадоа 40 препораки, тие 40 препораки, 28 се во делот на законот, 17 се за уставни измени, меѓутоа ние ги имплементиравме, Министерството за правда ги имплементираше, се заоструваат во овој закон за судскиот совет и критериумите и начините на оценување на судиите, заради тоа што сега наеднаш нема да може да напредуваат во повисоки судови судиите кои што им беа симпатични на оние кои што се членови на судскиот совет. Туку мора да имаат резултати. Не смеа да се враќаат предмети од судот во Страсбург или да се враќаат од апелација или вишите судови, односно повисоките судови да ви враќаат пресуди,
и вие да добивате позитивни оценки. Во овој закон конкретни работи се променуваат. Се надевам дека ќе биде поддржан законот од страна на опозицијата и сите заеднички ќе се усогласиме на тоа дека реформите се можни само на ваков начин, со имплементација на одредени насоки кои што се дадени од страна на Европската Унија, но применливи во нашето правосудство. Се надевам дека ќе измогнеме сили да ги имплементираме онака како што треба, за да почнеме да гледаме промени во овој судски систем. За крај ве нагласи повеќе работи кои што ќе се случуваат на крајот на оваа 2025 година, тешка година по многу работи, но еве конечно се случува нешто на полето на правосудството. Дали тоа ќе биде добар влог и старт за 2026-та, која што набргу само што ќе почне ќе имаме и нов државен јавен обвинител, еве законот за судски совет, во најава и нов кривичен законник и сите тие работи. Дали може да речеме дека 2026-та година ќе биде година на катарза во правосудството, насушна потреба како лепче нешто што е потребно на Македонија, 12% доверба за судиите, 1% има обвинителите, нема ни 12%, за да се промени и перцепцијата, но и директно во пракса она што се случува, за жал. Од нас не зависи дали ќе се промени се. Најголемиот дел од законите во Република Македонија се квалитетни. Така. Има одредени недостатоци кои што ние ги детектираме и со текот на времето, со примената на законите, има потреба за нивно променување. Меѓутоа, примената е најбитна. Так. Да оставиме да помине време и да видиме дали сето ова што го правиме денес ќе вроди со плод понатаму. Но битна е и академијата, битна е самиот судски совет од кој што произлегува именувањето на идните судии, од кој што произлегува дури и запишувањето на академијата за суди и јавни обвинители. Идните јавни обвинители зависат токму од сето тоа. И затоа ќе речам, ние ќе направиме се што е потребно и што од нас бара Европската Унија, меѓутоа и граѓаните, затоа што нас не се битни граѓаните. И тоа што тие, ако немаат доверба во системот, немаат доверба во обвинителство, немаат доверба во судство, се селат. Гледаме дека младите сакаат да се иселат од Македонија. Тоа што наша задача и наша цел е да ги промениме условите на живот. Ако ги промениме законите, се надеваме на нивна квалитетна имплементација, односно примена и со текот на времето, не е тоа преку ноќ да се промени се и да речеме дека наредната година ќе биде најдобрата година во... Ние се наоѓаме од минус во системот кој што го наследивме од СДСМ и ДУИ. Затоа ќе потребно време. Но цврсто сме решени и секојдневно работиме на реформи и се надеваме дека сето тоа ќе биде видливо и осетливо за граѓаните. Благодарам што беше моја гостина. Ви благодарам на поканата. Не беше чест. Благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.